Бидејќи овие сензори прават мерење на секои 15 минути, може да видиме графички како се движи низ градот. Значи, од каде потекнува, каде тргнало, дали дошло од Усија и тргнало натаму, дали дошло негде од Саре, дали од некоја дива депонија од Вардариште. Значи, ќе може многу убаво да се види како се шири, за да можеме понатаму да бараме конкретни мерки за решавање на тие централни подрачја од каде што извира ова загадување. Така да, овој проект со поставување на хипермрежа, таа што ја велиме, хиперлокална мрежа на сензори, навистина ќе допринесе да не може после да излезе некој и да каже, знаеш што, јас мислам дека од вамо или да пробува да штити одредени интереси. Податоците се јавни, податоците се достапни, секој може да види точно од каде извира аерозагадувањето и ќе можеме врз база на тие податоци да бараме конкретни мерки да се преземат, кои што не дека и сега не ги знаеме како конкретни мерки, но тогаш кога ќе отидеме со податоци, ќе удриме на масата, ќе речеме еве ги податоците, не можеш да бегаш од ова, другата приказка. Пробуваме да направиме обречи околу големи индустријски објекти, но секако тука доаѓаат и објекти кои што имаат Б интегрирани дозволи. Тоа се помали ресторани, пекари кои што не знаеме на што се греат, на што горат, за и колку тие допринесуваат до аерозагадувањето. Секако има и домакинства кои што внатре горат несоодветни материи. Мислам, секакво горење придонесува до аерозагадувањето. Имаме лабораторски документи со калибрација и да кажеме 2 до 5% су тачни во споредба на тие официјални од нашата влада. Да. Добро, значи нема многу поместувања. Не, али сакаме пример да имамо подобри да имамо подобар квалитет од мерање, да ги доставиме одма до нив. И тогаш ќе можеме калибрација подобро да ga направиме. Една мерна станица ќе се вклучи, па втора, па трета. И така ќе дознаеме од кај е потекло.